Над 30.000 приговори доставиле незадоволните граѓани кои ги нема на листата на добитници на платежни картички од 3 и 9.000 денари. Рокот за поднесување приговор до Генералниот секретаријат на владата истекува утре напладне. Во моментов во државните институции е хаос. За само неколку дена треба да ги поправат направените грешки, новите податоци да се достават до банките, кои пак ќе треба да ги направат картичките. Неофицијално најмногу погрешни податоци дало Министерството за образование. Многу поплаки има од студентите, а особено од средношколците кои ги нема на листата. Од Министерството за финансии велат дека во текот на викендов им било одговорено на 1000 лица. Сепак признаваат дека процесот ќе потрае поради големиот број на грешки. Се работи за дистрибуирани мејлови до соодветните институции, дали е тоа Министерството за образование, дали е тоа Министерството за труд и социјална политика, со цел да ги проверат по матичен број, со цел да се увиди дали се работи за техничка грешка и испуштање или се работи за поднесен приговор, а лицето можеби не ги исполнува условите согласно уредбата. Сите кои треба да добијат и поднеле приговор, ќе добијат платежна картичка. 10.000 граѓани веќе ги имаат добиено картичките, а до крајот на неделата треба да се дистрибуираат уште 100.000. Аналитичарите изминатиот период постојано алармираа дека делењето на картички и ваучери е предизборен подкуп за купување гласови. Тоа на крај ќе се сведе да се купат избори. Тоа што државата ностов го негира. Али сепак ние знаеме дека вие што повеќе групи на интерес ставате, тоа што дека сакате да ги подкупите за да гласат за вас. Ова представува еден обид за манипулација на македонската јавност пред избори, отколку реална и вистинска подршка во делот на справување со економските последици од кризата. Токму поради ваквите сомнежи, антикорупцијската комисија отвори предмет по кои критериуми се додалувала помошта за исплата на 14.500 денари по работник. Комисијата се сомнева дека државна подршка добиле и финансиски стабилни фирми. Под лупа на антикорупцијска повторно се најде и екс-вице-премиерот Кочо Ангјушев. Дискутабилно е како негови фирми добиле помош, а истовремено тој е член на Советот кој дискутира за истите владини мерки.